Американскиот председател Доналд Трамп го повтори своето негирање дека имало дослуг во врска со мешањето на Русија во изборите во Соединетите држави во 2016 година. Тој во интервју за Fox News по средбата во Хелсинки со рускиот председател Владимир Путин изјави дека одбивањето на Путин било исклучително силно и моќно. Well, first of all, he said there was no collusion whatsoever. I guess he said as strongly as you can say it, they have no information on Trump. Предходно во пораката испратена од председателскиот авион, Трамп напиша дека има огромна доверба во американската разузнавачка служба, но оти Русија и Соединетите држави, како две најголеми светски нуклеарни сили, мора да се согласуваат за градење на подобра иднина. Дова дојде откако демократите, но и голем број републиканци го критикуваат Трамп за тоа што во Хелсинки не го осуди руското мешање во американските избори. Лидерот на демократите во Сенатот, Чак Шумер, ги повика републиканските колеги да застанат против Трамп. A single ominous question now hangs over the White House. What could possibly cause President Trump to put the interests of Russia over those of the United States? Millions of Americans will continue to wonder if the only possible explanation for this dangerous behavior is the possibility that President Putin holds damaging information over President Trump. Во првата реакција по Хелсинки, Путин пак изјави дека Трамп е компетентен човек и интересен соговорник. Трамп ги познава работите, слуша и прима до знаење аргументи. Сите мислат дека тој е само бизнисмен. Јас не мислам дека тоа е точно, бидејќи тој е веќе политичар, додаде Путин. Тој за Fox News уште еднаш ги негира наводите за руско мешање. Мне это абсолютно не интересно. I'm not interested in this issue in this single bit. It's the internal political games of the United States. Don't make the relationship between Russia and the United States. Путин притоа оцени дека самитот во Хелсинки бил почеток на патот за излегување на Русија од западната изолација. Интересен беше моментот кога водителот се обиде на Путин да му предаде копија од обвиненијата поднесени против 12 руски разузнавачи. Путин го упати да ги постави документите на масата. Да, положите, пожалуйста.